Ако е филм со Бетмен, градоначалникот Иван Јорданов е Џокер, бидејќи зградата на Домот на културата ја става во статички ризик, изјави директорот Горан Трајков. Оно што сакам да апелираме, да излезе општинскиот градежен инспектор на лице место, да ја утврди штетата која што е настаната, уништувањето на заземјувањето самиот објект на Центарот за култура кој што е подлежи на целосна проектна документација и нанесување на штета ако дојде до, не дај Боже, ударење на гром, затоа што овој објект е еден од повисоките објекти во овој дел на градот, може да дојде до запалување на самиот дом на културата. Трајков изјави дека од судот побарале времена мерка за стопирање на изградбата на објектот, но е песимист дека реакцијата ќе биде навремена. Испративме времена мерка до судот, во кој што бареме итно стопирање и ревидирање на овој проект и дали ова подлежи на урбана опрема, поставување на урбана опрема или ова е целосно градежен зафат. Затоа мора да се знае како треба да се работи законски. Ако сакаме да работиме сите, законски треба да започнеме од општината. Ако беше ова некој филм во кој што Бетмен е главниот јунак, ова ќе беше дело на Џокерот, кој што го прави. Од оваа институција во меѓувреме се обратиле и до Градежниот институт, Градежната државна инспекција и други надлежни. Од општината, во врска со новонастанатиот случај, велат дека станува збор за класична политичка обструкција и дека директорот Трајков нити има аргументи, ниту знае што зборува. Очигледно е дека работењето на некои не им се допаѓа, а особено што и во случајот станува збор за толку важен и потребен објект на граѓаните на Штип. Обезбедени се на време сите документи, а градбата е според сите стандарди. Времето на обструкција е поминато, бидејќи Штип незапирливо оди напред. Изјавија од општина Штип.